Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници. Јас сум еден од подписниците на овој предлог и би сакала, искористувајќи го правото на збор, јавно да ги образложам причините зошто сметам дека како собрание треба да пристапиме кон измена на Уставот на Република Македонија во правец на предлогот кој е даден од нашата и од неколку други пратенички групи од опозицијата. Работата е толку едноставна, прецизна и јасна, што на прв поглед изгледа дека е излишна било каква дискусија. Меѓутоа, начинот на кој оваа иницијатива во старт, буквално како на ношт, ја пречекавте и не ја прифаќате колеги од власта, ме обврзува со сиот ризик дека ќе повторам многу пати кажани и добро познати работи, јас, без да го злоупотребам времето, сублимирано да го образложам мојот став кон ова прашање. Значи, предлагаме собранието да отпочне процедура за измени на Уставот на Република Македонија. Причината заради која го правиме овој чекор, или поинаку кажано, целта што сакаме да ја постигнеме со измената е да обезбедиме уставна можност за повратно дејство на законите со кои се уредуваат прашањата поврзани со кривичното гонење и извршување на казните за дела поврзани со трансформацијата и продажбата на предпријатијата со општествен и државен капитал. Односно, предлагаме да се создаде уставна можност да се отстранат уставните пречки и да нема застареност на делата од овој тип. Во таа смисла, конкретно, предлогот е да се дополни членот 52 став 4 од Уставот на Република Македонија, каде е наведено дека законите и другите акти немаат повратно дејство. На овој начин ќе овозможиме да нема застарување нити на кривичното гонење, нити пак на извршувањето на казните, кои низ регуларна процедура може да се доведат во било каква врска или контекст со трансформацијата и продажбата на предпријатијата со општествен и државен капитал. Со овој предлог, ние како собрание, како представници на граѓаните во највисокиот законодавен дом во државата, нити ќе ослободиме некој од одговорност, нити пак ќе осудиме на казна, туку без да го нарушиме принципот на законитост, ќе овозможиме уставна можност, ќе обезбедиме поширока од постојната рамка со незастарување на овој тип на кривични дела да се демистифицира конечно во рамки на закон и од страна на надлежните институции на државата во регуларна процедура да се расчистат многу сомневања, шпекулации и јавно изречени осуди. Едноставно, ќе овозможиме како народ и како држава да симнеме еден голем товар кој со години се провлекува како политички мотивирана и најчесто злоупотребувана приказна за големо злосторство, но и како најстрашна јавна тајна. Во услови кога Република Македонија како држава и сите нејзини граѓани, според власта, ги живеат најсветлите моменти од својата историја, а според опозицијата и голем дел од граѓаните на Република Македонија минуваме низ најтешкиот и најбесперспективниот период, вакво нешто не само што е потребно, ами ценам дека навистина е неопходно. Од проста причина што не е здраво за ниедно општество да функционира во ваква магла. Едно е политиката, почитувани колеги, идеологијата, нешто сосема друго е вистината и реалниот живот, без разлика кој колку и да сака, колку и да се обидува да се прикаже како исправен, како чист пред законот, како добронамерник или доброчинител, ние мора еднаш за секогаш да расчистиме со пропагандите. Често пати, ако не и премногу често, слушаме како е време за единство, за помирување, за заедништво, а од друга страна гледаме дела кои се во спротивност со овие сладкоречиви заложби, излезени од устите на истите пропагатори и чинители. 15 години на граѓаните во уво им се труби криминална приватизација,
криминална приватизација, транзицијски профитери и без никаков валиден доказ, мимо законските процедури, без никакви морални ограничувања, се покажува прст кон секој што во одреден момент е проценет за сериозен политички противник. Премногу излитени се преказните од типот тој и тој за толку и толку ја оштетил државата. Направил ваков или таков криминал. Заради тој и тој, стотици па илјадници денес се без екзистенција. Овај се нефатирал за не знам колку генерации. Овој бил балиран како брод и се така во недоглед. Не знам за повеќето од вас, ама за себе сум сигурна. Граѓаните со кои јас комуницирам, го делам секојдневието, со граѓаните на кои ме упатува животот, не добиваат ништо со тоа што политичар, висок или понизок функционер од власта или пак некој вид на гласноговорник, по 100 пати во ден ќе му повторува криминална приватизација, криминална транзиција, ќе му реди имиња и презимиња, правејќи без никакво стеснување јавен линч на луѓе. Зарем народот во оваа држава, без оглед на националност, вера и се друго по што може да се разликуваме, зарем граѓаните на Република Македонија не заслужуваат еден вид на реална сатисфакција со тоа што ние ќе им овозможиме конечно, ама конечно, вистината да исплива на површина. Да обезбедиме ние услови, не ние во собранието, не ние како представници на политички партии, не во пред или после изборни кампањи, не преку медиуми, не преку платени политички огласи, туку онако како што треба и онака како што доликува, преку истрага на надлежните државни органи, низ една регуларна судска процедура по мерка на законите. Тој што е надлежен за тоа да излезе и да каже: да, во процесот на приватизација на државните предпријатија направен е криминал тежок точно толку и толку пари, а виновни за тоа се тој и тој. За таквото дело следува ваква и ваква казна. Чиста работа и крај на приказната, колеги. Кога ќе се постапи така, криминалците немаат повеќе да може да се мешаат со толпата на невините кои се нивни жртви. И ќе имаме јасна ситуација од која ќе можеме да стартуваме и кон помирување, и кон заедништво, и кон сплотеност, и кон поголема верба во државата од која неминовно доаѓаат почитувањето, лојалноста, поголемата свест и да не набројувам. На кого му смета тоа? Зошто толкав отпори кон самиот обид само да се овозможат и обезбедат услови за една таква разврска на еден од гордиевите јазли на нашето современие во Република Македонија? Тврдам дека мнозинството на граѓани се за едно такво решение. Исто така тврдам дека после толку шпекулации, жолчност, омраза и лицемерие, линчеви, направени во изминатите години во име и за цел на политиката, ситуацијата статус-кво значи само да се зборува, а ништо да не се превземе. Им одговара и на повеќе начини ќе имаат само исклучиво одредени политичари. Им одговара на оние политичари кои ништо чудно и самите да се ишкаат мувата од капата. Им одговара на оние политичари кои ја придобиваат довербата на граѓаните со тоа што манипулираат со нивната мака, само со лаги, шпекулации, со тешки осуди и јавен линч на секој во кого гледаат противник, што би можел да ја загроди лагодната позиција во власта. На таквите почитувани колеги не им одговара вистината, колку и да веруваат во изреката дека таа е како шило. Ке врти и еден ден ке излезе на виделина. Тие знаат дека така е, ама прават се тој ден никогаш да не дојде или ако веќе мора тоа да биде, нека се случи ден подоцна. Расправаме, почитувани колеги, според мене по многу важна точка и треба да донесеме една многу важна одлука. Ако уставните одредби беа на некој начин тесна рамка, ако под изговор дека делото застарело, па затоа
никој ништо не им може на криминалците од приватизацијата, не гледам пречка со една мала, но по значајна огромна измена на Уставот да ставиме конечно крај на оваа агонија. Да овозможиме Република Македонија да се покаже и потврди како правна држава. Да овозможиме правдината да се подигне на повисоко ниво од дневната политика и од интересите на партиите. Да расчистиме со едно темно, заматено, замрсено и обвиткано со многу горчини, револт, одбивност, неправди, шпекулации близко минато. Некои колеги во предлогот гледаат скриена намера, подметната бомба, политички интерес, дури и лицемерие, но и покрај сите сомнежи и стравови, сега и денес, ова е нешто што дефинитивно и треба на Република Македонија. Не се случи во 2010-та, кога прв пат падна ваков предлог во собранието. Предпоставувам, и дај Боже да грешам, и денес нема да се случи, ама сигурно ќе се случи многу скоро. Иако има многу, во овој момент битна е само една дилема. Дали ние, сите пратеници 123 на број, како луѓе, како представници на граѓаните кои од нас имаат големи очекувања, имаме доволно совест, имаме доволно доблест да одлучиме и да речиме да. Токму ние сме генерацијата која имаше доблест во име и во интерес на сите граѓани да стави крај на нечестните игри и на валканата политика. Едноставно да пратиме силен сигнал дека во Република Македонија може би до сега и можело, ама понатаму повеќе нема да може да се лаже и да се краде од тоа што ни припаѓа на сите, од тоа што за некој може би е живот, без да се одговара пред лицето на правдата. Казните, доколку се испостави дека некој или некои треба да бидат казнети, нема сигурно да бидат надоме за изгубеното, но во секој случај ќе бидат морална сатисфакција и силен патокос. Доколку вчера во предпадневните часови ми поминеше редот за дискусија, од прилика тука и ќе завршив. Во принцип, репликите, контрааргументите за еден ваков предлог, токму по оваа точка ги сметам за јалови обеди, преку однапред смислени, неосновани, со преголема доза на политиканство контранапади, да се намали тежината, да се дефокусира поентата од дискусијата и затоа, иако беа изречени безброј тези од тој тип, не сакав да реагирам кон никого со реплика. Меѓутоа, она што го видов и слушнав во текот на попладневната расправа, ми дава за право да потрошам уште некоја минута плюс од времето и да дадам аргумент плюс во прилог на предлогот. Почитувани колеги, говориме за многу важна работа. Предлагаме измена на Уставот во правец на тоа никој, ама баш никој без оглед што бил или што е во моментов, што до сега се дрзнел да и наштети на државата на криминален начин, да оштети граѓани на Република Македонија со погрешни, однапред пресметени и добро запакувани политички потези и одлуки, да може да се крие од правдата и да се правда со застареност или лошо и однапред со цел лошо смислено решение, макар тоа било и законски. Доаѓам од Ресен и ќе се послужам со ресенски пример. Спорењето на постапката на продажба, непризнавањето на право на собственост на капиталот на Свислион, ги натера газдите на оваа фирма правдата да ја бараат пред суд. Според информациите со кои јас располагам, Вашингтонскиот суд пред кого се одлучува по ова дело, прашање е на ден кога ќе обелодени одлуката, државата Република Македонија, значи 2,5 милиони граѓани на Република, која е во случајов тужена страна, бидејќи го изгубила спорот, треба да плати дури 20 милиони евра оштета на собствениците на Свислион. Тоа е и наетот на владата на ВМРО-ДПМН. Зарем вие, колеги од власта, штом толку се противите да се направи измена која ќе олесни, кога тогаш тој што е навистина виновен да одговара за ваков криминал, не треба да одговара за него, а цекот да го платат граѓаните на оваа држава. Ова е само еден пример, една капка од морето на случаи за кој денес,
како што му одговара, ги нагласува од собраниската говорница. Да расчистиме еден битен момент. Тоа низ регуларна судска постапка го потврдува Меѓународниот суд, што ќе признаете, нема иста тежина, нема релевантна важност од да речеме иста работа да ја каже Дивна Јовковска, макар дури и од собраниска говорница, затоа што била пратеник, или таму некој си министер, или пратеник од власта, или пак функционер на политичка партија. Нам не ни е работа да осудуваме, нити пак да вршиме истраги, да изрекуваме пресуди, или пак да линчуваме луѓе, затоа што макар и од проста причина некого не сме сакале. Нам, како народни представници, не ни доликува во ситуација кога секој од нас е избран од граѓаните на Република Македонија, нели на слободни, фер и демократски избори, со тајно гласање, да кажуваме кој од нас е чесен или нечесен, кој од каде потекнува, кој има, а кој нема морален интегритет да седи во овие фотели, во кој ред, по кој редослед и така натаму. Тоа, според мене, е елементарна човечка непристојност, која народен избраник не сме да си ја допушти јавно. Кога би било поинаку, например, потврда за неосудуваност, која може да му затреба на човек во безброј ситуации, за право порано многу почесто им требаше, нема да се бара од местно надлежен суд, ами ќе се бара да ја издаде, например, некој од колегите, кои најмногу сакаат да покажуваат со прст кој бил прав, кој бил крив. Ние сме, почитувани колеги, секуларна држава, ама на религијата и Бога секому неговиот, често пати знаеме и да се повикаме. За сите што се прикажуваат за големи верници, имам едно наградно прашање. Јас сум православна христијанка, знам дека човек колку и да е грешен додека е жив, ни Бог не му суди. Па ако е така, каде е, почитувани колеги, вашата почит кон верата, каде е искреноста во посветеноста на Бога, зошто немате ни милиметар морална вертикала и најпосле, од каде правото да се стане на говорница или од место да се излезе пред ТВ камери, да се застане пред толпа луѓе или цел народ и да се каже: тие и тие се честни, јас знам и тврдам, а тој или тие се криминалци, ајде да ги линчуваме или линчувајте ги вие. Од ова поголемо богохулие, амин. А страшно е што доаѓа од усти на колеги од партијата која се декларира како демохристијанска. Почитувани колеги, од досегашната расправа по предлогот забележав и еден друг момент кој сакам да го нагласам. Мене не ме воодушеви, напротив, ме запрепасти жарот на една синокенешна дискусија, од која денес гледам се црпат многу реплики, инспирирани од страна на колегите од владачкото мнозинство. Во прв момент, како да не гледав и не слушав мој колега пратеник, без разлика што е од власта, туку ми се врати слика од еден документарец посветен на водачот на нацистичка Германија од времето на неговиот најголем подем, 39-та година. Толку строг тон, демек одлучност, сигурност во сопствениот збор, големина, а во исто време возбуденост, вознес, омраза кој во еден момент ми предочија страф. А во следниот момент веќе имав перцепција што ме потсети на романот Мемуарите на една гејша. Никогаш во животот не сум видела во живот таков бес собрана во човек кој пукна и го исварли за 60 минути од својот говор. Зошто така? Од каде е оваа вознемиреност? Зошто страв кај човек што јавно вели дека ги знае сите криминали и сите криминалци во оваа држава? Наискрено се прашувам што го тера да дава толку силен отпор на идејата да се разоткрие криминалот, а криминалците конечно да одговарат. Таква брутална вознемиреност, такво безусловно одбивање и толку силен отпор, како што јас ги толкувам работите, може да носи во себе само човек кој е исплашен за самиот себе си или евентуално за некој свој на кого му е близок или подреден.
Трето, за жал нема. Всушност има. Трето е можност овие измени да обезбедат вистина, со која ќе се обезбедат лагите кои сега се говорат, се праќаат како отровни стрели на совеста на некои други луѓе. Замислете ситуација, собранието го прифаќа овој предлог и доаѓа за некој месец или година вистината на површина. Ама што ако испадне дека тие што најгласно и најдолги години викале држте го крадецот, излезе дека всушност тие се криминалците? Што ако излезе дека досега најизвиканиот и не е така црн како што досега се говореше? Од каде ќе најдете тогаш за денес најгласните протагонисти басма за старо-нови политички лаги, врз основа на која се добивала довербата кај народот, се добивале избори на власт? Со кого тогаш ќе го плашите народот? После се што слушнав до сега, мојот заклучок, почитувани колеги, е следен. Без разлика што и како зборуваат колегите од власта, пред се од ВМРО-ДПМНЕ, тие немаат доверба нити во истражните, нити во судските органи, кои се мнозинство нивни кадровски решенија. Зошто? Затоа што многу подобро од нас знаат дека колку и да им дават инструкции, колку и да се надеваат дека не им заборавиле за тоа што некого го наградиле со функција во правосудните органи, каде вистината нема импровизација. Нешто ќе испадне дека се што до денес товарите со вина за криминал, може би ќе излезе невино, ама и сите волци кои денес имаат наметнато јагнешка кожа, може би ќе треба да одат курбан. Знам дека и колегите од ВМРО-ДПМНЕ знаат, оти ако гласаат за овој предлог, сушност на сегашната, на нивната власт ќе ја пресечат гранката на која што седи. Како и да е, предноста во бројки и гласови е на ваша страна. Овие денови само уште еднаш ја извадивме сабијата да го пресечеме Гордиевиот јазал и по се изгледа благодарение на вашиот отпор тоа нема да го направиме. Честа, предпоставувам, ќе им припадне на оние што ќе дојдат по нас, би сакала тогаш да го видам лицето на сите оние кои денес најсилно викаат и најжестоко контрираат на предлогот. Ние, во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сме целосно подготвени за расчистување на работите до крај. Секој поединец, кој да е, кој го прекршил на било кој начин и било кого законот, со криминални дела учествувал во приватизацијата на било кој субјект, треба и мора да се соочи со правдата. Се надавам дека ваква подготвеност ќе покажат и политичките партии кои се од десната страна во собранието, а пред се господинот Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Конечно, треба да ја прекинеме праксата на партиски соопштенија, обвиненија, портпароли обвинители и судии, замајување на јавноста со политички мотивирани лаги и шпекулации. Секој што сгрешил, нека одговара. Исклучоци не смее да има, заштитени уште помалку. На крај, ракавицата, почитувани колеги, е фрлена. Од вашиот одговор за или против, граѓаните ќе можат да донесат заклучок за вашата определба. Ќе докучат кој апологетски го бранел криминалот, која ишка мувата од капата, која манипулира јавноста, но и кој искрено се залага за расчистување со селиштата од минатото и сегашноста, во име на иднината и напредокот на оваа држава, во име на правда за граѓаните на Република Македонија. Ама зборот правда за вас, почитувани колеги од власта, е само апстрактна именка. Ви благодарам. Благодарам и јас. Следен за збор е пратеникот господин Панчо Орцев. Повелете.